Дали си ти тоа што ги гледаш работите? Во бесконечната книга... Постојат народни приказни кои се многу општочовечки. Така што забораваме каде и кога сме ги слушнале или сме ги прочитале, па живеат во нас како спомен на нешто што лично сме го доживеале. Таква е приказната за момчето кое лутајќи по светот, барајќи ја среќата, тргнал по опасен пат, без да знае каде го води тој пат. За да не се изгуби, момчето на стеблата од дрвјата врежувал знаци, кои подоцна би му помогнале да се врати. Тоа момче е олицетворение на општата и вечна човечка судбина. Од една страна, опасен и неизвесен пат, а од друга страна, голема човечка потреба да не се изгуби, а истовремено и да се снајде, но и да остави трага зад себе. Знаците кои ги оставаме зад себе, а нема да ја одбегнат судбината на се што е човечко, минливоста и заборавот. Може би ќе останат воопшто незабележани. Може би никој нема да ги разбере, но сепак тие се потребни. Како што е потребно и природно ние, луѓето, меѓусебно да комуницираме и да се откриваме. Ја започна Против братове Луција? Да, ама брго војната заврши. А пригодите ги с пријателја, па ги здружија силите против Цезар кога војната од Италија, уште при првиот судир ги истера. Секој човек нешто бара и очекува. И тоа за време на целиот негов живот, или со други зборови, се додека има животна енергија во него. Тоа е белегот на човечката големина и извор на неговите најголеми страдања, основа на животната трагедија, која што единствено е човекова. Колку човекот е подобар, толку е поретко и поскапоцено тоа што го бара, а со тоа и потешко се наоѓа. Она што таквиот човек го бара на некој друг, може да му изгледа споредно и излишно. Но тоа не е важно. Важно е да има волја за стекнување сознанија и откритија, и сила, трпение и упорност, кои се во функција на таа волја. На нашава земја и пошироко постојат илјадници нешта, кои и покрај сите наши напори, на луѓето нема да им бидат откриени ниту пристапни. Но човековото достоинство се мери според оние нешта кои изгледале исто толку недостижни, а кои остроумните и упорни истражувачи ги откриле и освоиле. Па и до ден денес, на општо задоволство, луѓето владеат со нив. Такви има многу. Затоа секоја жилба за сознанијата е добра. Од неа никогаш не треба да се плашиме. Ако не го најдеме она што го бараме, може би ќе најдеме нешто друго, ново и корисно, нешто на кое воопшто не сме ни помислиле. Се разбира, голема е веројатноста и да не се најде ништо. Луѓето кои бараат и истражуваат, често на тој пат се истрошуваат и гинат, без видлив резултат, но од друга страна, гинат и оние кои животот го минуваат во духовна незаинтересираност, невнимателност и неработење, превртувајќи грст празни зборови како здодевни и глупави проченици. Одата од застајните баруштини од кои зверовите ви каштале. Театарот, меѓу другото, треба да биде и бил, и треба да биде некакво место од кое што човек треба да излезе збогатен за некакво искуство, ако не ги нашол одговорите, барем да ги допре точките на актуелност во смисла на некакво поширока размисла за сето она што не окружува и што го живееме, што значи дека би требало во крајна линија да биде момент
самата представа или театарот воопшто да биде момент за издигнување на таа интелектуална свест и на начинот на кој што ги примаме, восприемаме сите нешта. Некогаш реално од она што не обкружува, некогаш да отвори некои пошироки, да не речам и филозофски прашања за животот, за постоењето воопшто, за човекот, за нашето однесување во реалноста, за нашето однесување во нашата свест или било како. Ова секако дека искуството ми дава за право да го зборувам. Многу години се поминати, да, сум работела и со тие постари генерации. Сега ансамблот ни е подмладен со една, веќе не со една, него со повеќе млади генерации, припадници на младата генерација, сега пак ја направиме таа поделба, но пошироко гледајки, ансамблот во еден театар исто го доживувам како и во животот. Знаете, и во семејство, и воопшто во секојдневното живење. За мене доживувањето на нештата не е дека сега ова заврши, па сега ќе почне некаков друг период. За мене доживувањето е дека секогаш би требало да има конекција, некакво врзување. Ништо нема крај, ништо нема почеток. Едноставно, промените и доаѓањето на некои нови луѓе, на некои помлади генерации, за мене само станува донесување на некоја поинаква енергија, што не значи дека треба да се препушти човек исклучиво и единствено на таа нова енергија што ќе влезе. Тоа е учење во од. Би требало да биде оние што доаѓаат да примат нешто од оние што се веќе затекнати во некоја ситуација, а се разбира и дека за повозрасните, за мене, за сите нас, едноставно адаптацијата и прифаќањето на оние што ќе дојдат, затоа велам, е една заедничка размена на енергија. Театарот го доживувам буквално како живот. Формирањето и промените во ансамбл, во екипата, всушност значат консолидирање на редовите и наоѓање на некој внатрешен ансамбл на театарот и на екипата, која што ќе може пореално со сето она што времето околу нас го носи и го доведува како нешто ново, да се биде во тек со него, но во суштина да не се заборави сето она што е вредно, она што е добро или она што значи занает или она што значи искуство. Затоа викам, тоа е, така треба да биде и по мене би требало да биде едно континуирано и постојано взаемно живење. Музика! 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 Ајде, музика! Во детството не учеа како да го прифатиме и да го дочекаме животот. И сето она што тој ни го носи и ни го наметнува. Како и тоа, како да се одржиме во тој живот. Одбегнувајќи го немирот на духот и телото. Сите ризици и штети, како да ја поднесеме болеста и сето друго зло. И на крајот, како да ја дочекаме смртта, со која истовремено и завршува нашиот живот. Значи, цел еден дефанзивен систем. И сето тоа преку општи формули создадени еднаш за секогаш и подеднакви за се и за сите. Но никој не научеше како да се соочиме со животот, како да ги скротиме неговите сили и како со нивна помош, исто како со помош на бранови да одиме понатаму, кон нови форми и нови можности. Всушност, не учеа како да го преболиме самиот живот,
да го прифатиме како болест, а во смртта да го најдеме оздравувањето. Да, тоа не учеа, а некако со помош на борба да се поистоветиме со животот и човечки да исчезнеме во него. Па од позиција на актер, она што можам да го кажам е дека работата на актерот е работа на многу плана. Не е само работата на сцена и не знам, веројатно поадекватен одговор за тоа што велат тие помладите, дали работат или не работат повеќе, не можам да го измерам само со работата во смисла на бројка, лик, представа, бидејќи за еден актер и работата од представа до представа, периодот во суштина од една представа до друга представа треба да биде работа. Така да не е работа само представата, па почна представата, па заврши представата, сега ако веќе чекаме или сме во период на нова представа, јас никогаш не сум го сметала дека периодот од една до друга представа е празен период за еден актер. Бидејќи една представа секогаш побудува кај еден актер и треба да побудува некој степен на некаков прогрес во некоја насока. Затоа векам, периодот до следната представа или до следниот лик што ќе го добие актерот не е мртов период или не е тоа време без работа. Ако работата само се префрла на она што значи актерот вон сцената. Сцената за актерот е нешто, е место каде што ќе го покаже она што го сработил. Но работата не е само тој момент кога си на сцена. Работата врз себе, на себе, како актер, велам секогаш и во тој период од представа до представа. Ако човек го помине или актерот го помине тој период од представа до представа како празен период дека ништо не работи, да, тогаш се сведува само на бројка, во суштина сега играм, сега не играм. Моето лично доживување во мојата професија е што мислам дека е едно големо богатство. Секогаш една представа ме иницирала за работа врз себе, така да она што се случувало од една представа или од еден лик до следната представа или до другиот лик, го сметам дека е градење уште на еден лик, уште на еден. Бидејќи една представа или еден лик секогаш ми оставала некаква трага во смисла на некои сопствени размислувања, кои што не сте ги имале можност во даден момент и во дадена представа да ги покажите или да се ослободите од нив, но затоа следната представа, кога и да дошла, и следниот лик, кога и да дојде, тогаш веќе имате една почетна позиција на богатство, кое што ќе можете да го покажете во тој лик и во таа представа. Така да велам, не можам да сватам, постои тој секако реален момент дека сега конкретно во нашиот театар, во времето кога јас почнував како млад актер, ансамблот беше со многу помал број на актери и се разбира дека бројката за остварени улоги и остварени представи беше поединечно на секој актер многу поголема, но не можам да речам па сега дека од оваа позиција на една зголемена бројка на актери, зголемен ансамбл, дека некој наменски или намерно е запоставен или дека помалку играат. Веројатно едно субјективно, секој од помладите го има едно субјективно чувство дека не е доволно ангажиран, но реалноста дека ако порано биле 15 актери за 7, 8 или 9 премиери, сега имате 31-20 актери и нормално е дека секој од нас се наоѓа во позиција дека неговите улоги ќе бидат изречени во смисла на подела. Мислам, тоа бројноста на ансамблот едноставно го налага дека не можете да играте во сите представи. И секој лик не е за секого. Во суштина, тоа е една реална основа. Но во принцип мислам дека е безпричинско да во овие новонастанати услови кога ако некој мисли дека
порано повеќе сме играле, велам, постои тој реален фактор дека сме биле помалку, па не секогаш може би дека некој во тоа време ние викавме и кога требало или кога не требало во даден лик да играш, па си морал затоа што немало кој. А сега кога веќе имаш избор, да, подложно е и веќе на тоа, кога за еден ист лик може би имате двајца или тројца, сега за факторите што се пресудни, кој зошто и кога во тоа е веќе друго прашање што не е на актерот за да го пресуди, но во принцип мислам дека тие се нормални услови што се наметнати заради сите промени што во ОТ ги наметнува и колективот и институцијата во смисла на ширење, на продукција, но се надевам дека кое и да е проблемчето што ги замара и по младите колеги во смисла не може да се прави споредба со нешто што изминало и начинот кој, како, колку и како играл. Мислам дека борбата на актерот е секогаш најмногу прво со себе си и влогот е најголем во однос на себе и со себе. Не е во бројката колку улоги и како сте одиграле само како бројка. Многу е поголема бројката што човек ја понеси како искуство во смисла на поминати периоди, макар и во оној период од чекајќи ја новата улога. Во природата се е постојано грчевито движење. Било да се раѓа и да се создава. Било да опаѓа и да умира. Мир нема никогаш и никаде, а ако го има, тој е привиден и повторно е во служба на движењето. Во тоа движење, се што живее е осудено да се брани и постојано да внимава заради својот опстанок и одржување, чие внимание пак кај човекот добива облик на свештенички страв. Природно е човекот во кого што туку се појавил зрак од свеста и ја осветлил природата околу него, многу рано да помисли на една постојана точка, која би била ослободена од робувањето кон тој страв, на кој е осудена натурата и се она што е во неа. Тоа е болна точка со јазикот и со она што се случува на тема јазик. Мислам и реално во обкружувањето, има многу да зборам во негативна конотација. Многу е изменето, па дури во смисла на македонскиот јазик, сценскиот говор и користењето на македонскиот во театар. Да, има представи во кои што и ние, дури во таа Југославија, се користеле и дијалекти и наменски нешто друго, во смисла на градење на лик, но во целина мислам дека е многу запоставен моментот на говорење на начин, на оној што значи и како граматика и како литература македонскиот јазик и пренесување на тој начин и преку представа или преку текст или преку лик. Но тоа е веќе
пошироко прашање, бидејќи мислам дека е генерално и на ниво на земја и како народ комплетно го имаме запоставено македонскиот јазик, за жал. И тоа го врзувам, не знам, веројатно со односот најмногу на секој поединец во смисла на што и колку и како му значи тој македонски јазик на самиот човек. Замерка имам во смисла на институционалното говорење и во рамките на институција, мислам дека е тотално избегано од контрола, прво од многу медиуми, многу сегменти во разни емисии по медиумите, а во театар исто во смисла и на преводите што ги добиваме од текстовите, се гледа дека тотално како да не се лекторирани или како да не проминале низ еден филтер што некогаш имаше многу поголемо значење и беше неизбежен чекор да се направи во смисла на корекција и користење на јазикот. Така да не знам што да речем, освен дека сум длабоко разочарана што навистина мислам дека пополека, но во целото сесрно се работи на уништување на и почит на она што значи македонски јазик и говорење на македонски јазик. Едно е, секој има право како човек или приватно, дури дозволено, мислам дека и во едно вакво излагање и во еден ваков говор човек не може да избега од она што значи негов локален говор или дали апсолутно ќе биде издржан неговиот македонски литературен јазик, но за мене е просто несфатливо во јавни сервиси, во јавни емисии кои што треба да значат и едукација на најмладите, што тотално е избегано од основната конотација и користење на македонскиот јазик. Овде имавме прилика кога некогаш доаѓаат гости или кога настрана гостуваме во смисла на представи, кога имаме од странство гости луѓе, па кои некако ја примиле некаква мелодија од македонскиот јазик или говорење или што значат, кога прават разлика од еден до друг град или кој од каде и која представа, ете и на нашиот Шекспир фестивал овде, пошто доаѓаат представи од разни градови, нели од нашава земја, по самиот говор ја чувствуваат разликата дека нешто е различно, а во суштина, барем сценскиот говор би требало нели да е автентичен и презентиран во на изворна смисла што значи македонски сценски говор. Но за жал многу е нарушено и тоа е една поширока дебата која што веројатно треба да почне од некое друго место. Ние барем се надевам дека во овој наш театар се трудиме, барем ние повозрасните се трудиме да го наметниме и да имаме некаква контрола условна и врз генерације што доаѓаат да се држиме до нешто значи коректен или автентичен македонски говор, почитувајќи и македонската граматика и македонската дикција, ако може таква формулација да се даде, бидејќи тоа значи врска и меѓу зборови, меѓу и мелодија, кое што си ја има автентично. Ете, на времето имавме повеќе емисии за тој и по медиумите имаше повеќе емисии каде што се обрнуваше поголемо внимание. За жал, сега мислам дека е тоа второстепено, третостепено и просто лично како човек и како актер на многу од медиумите, па дури и на националната телевизија, просто жал ми е кога гледам предпладневни програми за деца во кои што се користи локален говор, од оние што ги водат емисиите, да не речам скопски говор. Сите знаеме што значи и како значи и просто се наметнува за оние што го гледаат дека тоа е тоа што треба. Така да, наместо да го чистиме и да го држиме она што е вредно и она што е убаво, просто некако се наметнува дека треба да се прифати она што сега и овде е, да не речам, расипано.
Младоста од секогаш била опишувана, а единствено можела да биде и опишана посредно, односно според своите манифестации и своето дејство врз околината. А тоа е поради тоа што младите луѓе, по правило, не се склони на самонаблюдување, а и кога се, не се способни да се согледаат во целост, ниту пак трајно да се задлабочат во она што го гледаат. Не ги водат инстинкти, ги заслепува светот околу нив и ги заведува она што ги чека, она што тие мислат дека ги чека. А доколку постарите посеќавање или наблюдување ја опишувале младоста, тоа не е исто, не е она вистинското. Староста, односно времето на опаѓање или истрошеноста, е наблюдувана и опишана во сите своји фази и појави. Заради тоа што зрелите луѓе го можат тоа и го прават тоа со задоволство. Во нивната потреба да зборуваат за старењето и за староста, се крие и жалоста по изгубената сила и поминатата младост, која секогаш им изгледа кратка и несоодветно искористена, како и стравот од целосна истоштеност и празнина, која кај нив ја отвора мислата за неминовната смрт. Така, може да се каже дека младоста никогаш не е вистински и целосно опишана, иако всушност и само младоста постои, а дека староста не е ништо друго, туку младост која што поминала. Па велам, се големи промени, во целината големи промени се случуваа, велам, во реалното живење, што секако наметна последици и во функционирањето на театарот како институција. Точно е и големо богатство беа детските представи во нашиот театар. Не зборувам само за негување и создавање на публика театарска, барем во рамките на институцијата, но големо богатство и за секој актер поединечно, тоа искрено од срце го мислам, бидејќи за еден актер богатството на формирање и создавање како актер, детскиот свет или работа во представи за деца, еден момент кај што еден млад актер најмногу може да се најде и да се ослободи во светот на креативноста и имагинацијата, бидејќи тоа најмногу кореспондира со светот на децата. Така да, тоа исто го сметам како момент за она што го велиме актерите, печење на занаетот во смисла на имагинација, креација и допирање и премостување на онаа рампа со некој кој е поблизок до тебе. Ние ја имавме таа можност, нас стално во сеќавањата го спомнуваме моментот дека претпладне игравме представи за деца, а навечер игравме драмски дела од класика Чехов, Достоевски, Шекспир. И тоа е навистина богатство и убав пат кој што ја секогаш и велам на помладите колеги дека жал ми е што не го поминува тој пат како пат, во смисла на зрење како актери. Од позиција на институција и зошто и како и во кој момент се престана со тие детски представи, не можам да кажам и не можам да говорам, бидејќи тоа наметнува еден друг пат во смисла на продукција. Продукцијата е секогаш поврзана со финансирање, па со сите тие превирања, турбуленции, од повисоки инстанции финансирањето на театарот како институција, колку и како во даден момент се балансирало за да се најде рамнотежа во што и во кои представи ќе се вложат и ќе се искористат тие наменски инвестиции со кои што располагала институцијата, а од друга страна во текот така да претпоставувам дека ако е некоја вина во смисла на театар, дека тие промени на ниво на финансирање и функционирање на институцијата ги донели тие промени во смисла зошто и како испаднале тие детски представи, а од друга страна просто само едно ми е жал што веќе ги немаме, да, од позиција на актер, но од друга страна како мотив на еден зголемен број на актери, па од друга страна, мислам дека тоа беше провокација, па некој друг, како Бабец театар во Битола, да се појави една нешто друго во кое што исто пак се тоа нашите актери, пак се тоа луѓе кои што имаат можност да се занимаваат со тој детски театар, но во секој случај
секогаш треба да ги има. Можам само тоа да го заклучам, дека треба да ги има тие детски представи од проста причина заради она што сето претходно го кажав, и точно е дека и за децата е едно големо богатство, една представа е откривање на некои, отварање на некои врати. Во моментот може би само на момент на сега и овде додека го уживаат сценскиот простор, но во суштина тоа е основната каписла на еден поинаков начин на мислење и доживување, кој што ако се негува во растењето на тие дечиња и начинот нивни на примање на театарот, во повозрасните денови ќе има еден здрав однос за она што е театарот и што би требало да иницира кај секого од публиката. Ајде! Одиме! Држи војската! Не почнува битка, додека ние не завршиме нагоре! Светјата! Мртим овој потва! Распоредете ги силите од таа страна на видот! Откаде можеме да го видиме? Никој од нас никогаш не може целосно да го запознае овој свет, на кој сме дојдени без свое знаење и волја. Така сме создадени и таква ни е положбата во светот, што од него повремено можеме да согледаме на моменти, делче по делче, само малкубројни, различни и противречни негови видови. Крвта и соковите кои течат во нас и кои ни служат, подобро кажано, кои се служат со нас за расплод и одржување на видот, не водат, не заведуваат и толку не трошат и не исцрпуваат, така што служејќи им ним, не стасуваме да ги запознаеме ни основните постулати на човечкиот живот, ниту условите околу нас, а не пак да откриеме нови видици и повисоки цели на човековиот пат и кариера. А нашите откритија и сознанија на тој пат само не збунуваат и не заслепуваат, како пресилно светнување на молња. Скитаме и ќе скитаме. А тоа што при тоа умееме и можеме да го кажеме, личи на бладање, кое работата само ја прави уште полоша и потешка. Па кога се работи за театар, тешко е човек да даде една општа дефиниција каде се наоѓа, бидејќи велам во тие општи промени многу работи се изменети и воспоставувањето на тоа што е вредно и што е вредно, малку исто е нарушено во целата поширока смисла. Со години наназад ние на еден поширок план разговараме за тоа кои се вредностите. Вредностите, зборуваме изгубени вредностите за ова, изгубени вредностите за она, но тешко човек може дури и кога би се обидел на хартија да ги напише што и како е изгубено, не дека не ги чувствуваме кои се тие изгубени вредности, зошто се изгубени и како се изгубени, но тешко е тоа да се формулира и да се редуцира на некои основни нешта. Но во секој случај каде е местото? Прво ќе генерализирам дека мислам дека е неопходно да постои, да обстои и да го има театарот. Ако постои нарушување во однос на малената или смален број на публика или било каде, или на она што публиката го очекува од театарот, жал ми е што е така, факт е дека е така. Претходно реков, жално е што некој театар очекува само забава. Велам, значи тоа е еден момент, на некои нарушени вредности. Театарот е едно широк план кој што треба да отвори некои многу поголеми и пошироки врати, а не само сега и овде за кратко да се насмееме и да заминеме со на баш ми е гајле што се случува и зошто се случува. Театарот треба да провоцира, да, треба да забавува, треба да провоцира и треба да иницира и да отвара прашања кои што се сега и овде актуелни. Меѓу другото и на самото прашање каде е местото на театарот, ете таму е местото. Сега и овде мислам дека театарот треба да оди во насока, буквално да ги анимира, да ја анимира и самата публика на некаква поинаква размисла, на некакви
пошироки планови, на некои пошироки, па дури ако сакате и филозофски прашања, зошто, како и што ни се случува. Бидејќи во рамките на секојдневното живење најчесто се занимаваме со некои реални, поограничени нешта. Ова го немам заради ова. Театарот отвара прашања кои што треба да пренасочат, дека понекогаш не е само она што не окружува околу нас сега и овде заради ова. Понекогаш прашањата се заради нас, заради она што се случува во нас. Така да, мислам дека тие вредности на театарот со насочување или пренасочување зошто, како и се ни се случува, се едни од најголемите кои што треба да ги имаме и треба да ги враќаме и треба да ги негуваме, а во меѓувреме се изгубени. Така да мислам дека ако е конкретниот одговор на прашањето каде е и сега зошто, театаров во целина некако малку ни лута меѓу потребата да се задоволат некои потреби на публиката сега и овде онолку како што сака публиката. Значи велам дека има представи кои што кореспондираат на некое едноставно ниво да забавуваат, но од друга страна има и представи кои што отвараат некои, да не речам потешки, но поглобални и пошироки прашања. Не може со еден збор, но во целината од искуството на мојот ансамбл и на нашиот театар, со она што ние го имаме во продукцијата како представи, и од искуството што сме го поминале по фестивали и онаму каде што одиме по светот, можам само да кажам дека среќна сум што во нашата продукција и во шарената палета на представи имаме представи кои што слободно можеме да кажеме дека високо котираат и во рамките на светскиот театар, а потесно во рамките на нашата земја мислам дека се застапени представи кои што навистина двојат и по продукцијската рамка на како се остварени и по со кои прашања и зошто кореспондираат. Останува на тоа публиката да го препознае вистинското, но во секој случај во ниеден момент да не се задоволиме дека треба да се сведиме на некои основни, да не речам потесни барања на публиката, само за бегање во нешто што треба да помине и да замине. Театарот е нешто многу повеќе и нешто многу поголемо. Оние кои навистина го сакаат својот роден град, тие кои му се верни и имаат жар и трпение да останат на едно место, на своето место, и тогаш кога човекот го тера да бара нешто друго, полесно, само тие веројатно имаат вакви прекрасни и свечени моменти како големи награди за својата истрајност и верност. Во тие моменти, често нивниот едноличен и тежок живот одеднаш се преобразува и станува раскошен, богат и занесно убав. До следното издание на Кирилица.